Никола Груевски ја најави оваа одлука уште пред неколку дена, кажа дека е диригирана. Дали вие мислите дека е така и дали е така? Мислењето треба да го дадете и вие новинарите, и граѓаните, и експертите кои што има буквално прилика онлайн да го следат целиот процес, буквално со сите своји детали, од презентирање на доказите до ислушување на сведоците, завршните зборови кои што беа дадени буквално сите рочишта и на крајот јавноста ќе цени. А господинот Никола Груевски едно време беше добар познавач на судството. Сега веќе не е исто тоа судство кое што тој го контролираше. Добро, денеска од Левица поднесува пријава против вас за предавство. Кој е вашиот коментар? Уште еднаш само ќе напоменам, институциите во Република Македонија носат одлуки. Председателот на владата е вклучен во преговорите заедно со министерот за надворешни работи и ќе сториме се да изнајдеме решение на овој 25 годишен проблем кој што ја кочи Република Македонија во сите своји перспективи и ги кочи граѓаните на Република Македонија и секако ќе направиме се да изнајдеме решение кое што ги осочува достоинството и идентитетот на нашите граѓани, а секако водејќи грижа и за достоинството и идентитетот на граѓаните на Грција. Очекувавте ли ваков одговор од Грција? Јас и премиерот Ципрас целосно верувавме во ова решение, но ние сме само една од кариката во целиот овој процес, само ние сме Зоран и Алексис. И ние сме повикани како председатели на влада да ги носиме процесите. Знаете дека уште во првиот момент рековме дека постои опција која што може да биде прифатлива за двете страни, а тоа значи дека прво да видиме како политичките структури во државата стојат, институциите на државите, на крајот се има институционални и процеси во донесувањето на одлуките. Кај нив е тоа парламентот преку ратификација на евентуалниот договор за решението, кај нас е и парламентот и граѓаните преку референдум и евентуалните уставни промени кои што би се случиле заради тоа што беше пакет во прашање. Тие од тоа што го слушнавме во јавноста видовме дека информираат дека не постои парламентарно мнозинство за оваа работа. Но јас се надевам дека преспиваат, добро размислуваат заради тоа што дефинитивно Илинден и нашето Илинденско востание 903 и 44 година нема никакви територијални претензии, ништо не загрозува од страна на Грција. За нас е важно заради тоа што не заделя во нашиот идентитет, напротив го јакне нашиот идентитет, го сочувува достоинството и ги постигнуваме условите кои што за нас се важни. А исто така грчката страна добива ново име, сложена, буквално, добива одредница и добива уставни промени. Јас верувам дека ова е вин-вин ситуација и уште еднаш само ќе кажам, очекувам разговорите да продолжат, очекувам да длабински се разгледат работите во сите страни, за да можеме да му дадеме шанса на овој предлог, кој што верувам дека е решение за 25 годишниот спор. За шефот на кабинетот на Имаме многу постигнат. Имаме драгоцено пријателство изградено. Голема довер. Води премиерот Ципрас за позициите на Зоран Заев во Македонија. Водам и јас грижа за позициите на премиерот Ципрас во Грција. Но водам и за позициите на грчката опозиција и другите политички партии, како што и тој внимава и води грижи за овде во Македонија. И тоа е убаво нешто кое што е постигнато и не треба да го испуштиме. Овој состанок во Њујорк беше претходно закажан и само ние го потврдивме. Вчера министерот во свое едно интервју го потврди дека учествуваме и ќе продолжиме натаму. Блиску сме. Јас верувам дека можеме да најдеме решение. Напоменувам дека зборуваме за пакет. Не зборуваме за поединечни делови, заради тоа што не може да се очекува уставна промена во Македонија за било кое решение. Затоа прифативме ние уставна промена, заради тоа што е решение кое што не понижува, го сочувува нашето достоинство, а при тоа идентитетските прашања се фиксирани. Тоа е драгоцено. А при тоа ги исполнуваме нивните услови. Верувам дека секоја средба, како што и порано реков, дава некои решенија, така да и учеството на оваа средба, верувам дека ќе даде решенија. Никој пат нема се вратиме на почетокот, на прапочетокот, мислам. Секако ќе се вратиме на разработување на варијанти кои што, кога сме веќе толку близко, ќе не доведат и до конечност. Секако до состојба во која што ќе продолжиме внатрешно да разговараме со политичките субјекти и со институциите на системите на двете држави. Шефот на кабинетот на господинот Ахмети Атан Груби вчера напиша дека опцијата Илинденска Македонија најверојатно отпаѓа. Дали имате вие такви информации, пошто и он беше инволвиран во процесот?
во Македонија не отпаѓа. Беше процесот на вистина сериозен, ги извадивме сите аргументи, остана политичките партии да носат одлуки на органи и тела, а секако да ги чекаме и правно-формалните акти. Можен договор, таймтейбл или временски рок на имплементација и одредени одговори за процедурите во Обединетите нации, што е многу логично и многу нормално. Ние зборувавме за принципите и постулатите на самиот договор. Јас верувам во Македонија не беше невозможно, заради тоа што буквално не постои политичка партија или искрен интелектуалец во Македонија, нормален граѓанин кој што е повреден со ова име. Ова име е нашето богатство, ова име е нашето минато, ова име е нашата иднина. И апсолутно сум свесен дека постои можно решение во Македонија, но тоа што господинот Груби го соопшти грчката страна. Истиот ден поручекта. Јас верувам дека треба да продолжиме во напорите, прво ова решение до крај да го разгледаме и уште еднаш апелирам до сите оние кои што сочинуваат мнозинство или поголемо мнозинство во Грција, како и да го гледаат случајот, да уште еднаш се фокусира, добро размислат на ова решение, заради тоа што ова решение е вредно за длабинско размислување, заради тоа што навистина ги исполнува очекувањата на граѓаните, на мнозинството граѓани на двете земји. Може за реконструкцијата да ни кажете денеска што ќе договорат? Ева вака, за реконструкцијата логично да ја предложам утре од Сабајле, зошто логично? Заради тоа што денеска од пресудата не знаев дали ќе има цела влада или ќе треба да предложам реконструкција. Јас сум подготвен, имињата се утврдени. Утре, наутро, верувам дека ќе ги собереме CV-јата, автобиографиите на сите кандидати за министерските и за замени министерските места и ќе ги процесуираме до собранието со надеж дека до крајот на месецот парламентот ќе ги стави на дневен ред за да ја докомплетираме владата. Премиер, со кого се консултиравте името Илинденска да се преведи на албански скандал, но Илиндите се? Јас не би дал коментари, сакам да ги слушнам експертите, веројатно политичките субјекти кои што бевме сите тука. Секако знаете дека имам доста албанци и во мојата политичка партија, а секако и во коалицијата. Тоа на крајот на денот верувам дека е помалку важно од суштината на решението. Не важно, важно. Секако такви транспарентни прашања за преведливоста соодветна нема бегање од тоа. Јавно се ќе каже, експертите ќе кажат и како е преведливо, така и ќе биде. Жалам што не можевме во саботот сите заедно да констатираме дека чекориме и понатаму. Веројатно сега состаноците кои што следуваат и во Њујорк ќе дадат одредени решенија. Ако изнајдеме решение, тоа ќе се биде соодветно преведено, верувајте дека никој немаше некоја заскриена намисла преку преводот. Дали сега во завршувањето на процесот ќе објавите снимката за да може да биде целата јавност? Само некако да ја добијам. Апелирам институциите што ја има да ја објава таа снимка. Јас ја немам. Со самата објава на снимката ќе можев до крај да го обела мојот образ. Немам снимка и барам на некој начин, ако имаат право да ја достават, јас ветувам дека јавно ќе ја објавам. Ако не може да ја достават, јавно тие нека ја објават. На трите пати каде е скратено, точно ќе видат за што станува збор и какво злонамерно било кратењето внатре, кога зборуваме за цементо, буквално на струмички зборувам, за железо, за бетон, за плата на работниците, за плаќање на струјата. Сите детали се гледаат натре, но мене ми е драго што барем судот ја утврди таа вистина. Значи тоа е Повеле. вашата препорака до другите политичари на истиот тој начин да мотивираат измените да идат општественото. Јас не знам со каква намисла сте и ако е тоа слободното новинарство, нека ви е на чест, но до крај само ќе кажам. Сето тоа што сум го правил во Струмица било транспарентно и било на достап на јавност. Јас водев кампања за изградба на соборниот храм во Струмица. И не се срамам тоа да го кажем и го кажав во судот и додека беа новинарите. А апелирав бизнисмените да бидат пример. Но тоа е меѓу нив и Господ. Секој колку милува, толку да ја помогне црквата. Има бизнисмени кои што општината им завршила огромна работа. Па не дале ни едно евро. Еден од тие и господинот Николов. Нивно право е тоа, нивни пари се тоа. Но има граѓани кои што зимат 15.000 денари плата, се едни од поголемите донатори во изградбата на соборниот храм, кој што во него досега има преку 650.000 вложено пари на граѓаните на фирмите од Струмичкиот регион. Јас се надевам дека транспарентноста на постапката е доказ за сите и апсолутно какви да се заскриените намери на секој друг поединец,
преку оваа пресуда и преку транспарентниот процес се конечно затворени.